Агенцијата за храна и ветеринарство денеска упати препораки за заштита на животните и домашните миленици за да се спречат несакани појави како резултат на високите температури. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека потребно е на животните да им се обезбеди доволна количина и постојана достапност до свежа и чиста вода, да се држат во проветрени простории, да се внимава на гостината на сместување на животните во објектите и да бидат заштитени од директните дејствија на сончевите зрачења, односно на испустите да има настрешници или природни ладовини. Со оваа вест ги започнуваме денешните урбани вести, а еве што ќе гледате во нив. Пуштен во употреба нов парк во населбата Козле. Кампања на МВР и Општина Центар за поубаво и безбедно мало. Завршен настана проектот преземи акција за подобра конкурентност на пазарот на труд. Итна и неопходна здравствена заштита може да се добие во 17 земји. Од 1 јули времен режим на сообраќај за камиони во летниот период. Нов парк со површина од 10.000 метри квадратни денеска беше пуштен во употреба во населбата Козле во општина Карпош. Паркот е збогатен со фонтана на површина од 200 метри квадратни, детско игралиште опремено со екореквизити, како и со голема зелена површина. Вкупната вредност на паркот изнесува 38,5 милиони денари. Нов парк спроти студентскиот дом Гоца Делча во населбата Козле со површина од 10.000 метри квадратни денеска беше пуштен во употреба. Изградбата на паркот е заедничка инвестиција на општина Карпош и на град Скопје. Паркот располага со 6.000 метри квадратни хортикултурно уредување, финансиски покриено од градот Скопје. Останатиот дел од 4.000 метри квадратни партерно уредување и поплочување на просторот со 200 метарска фонтана, како и детско игралиште со екореквизити, е инвестиција обезбедена од буџетот на општина Карпош. Градоначалникот на општина Карпош Стивчо Јакимовски, кој заедно со градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски го пушти во употреба овој парк, рече дека освен жителите на урбаната заедница Пецо Божиновски Кочо, ќе го користат и граѓаните од урбаните заедници Кузма Јосифовски Питу, Тафталиџе 1 и 2, како и од сите останати населби и урбани заедници кои се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа. Со завршувањето на овој парк по изградбата на парковите Македонија 1 и Македонија 2 и реконструкцијата на фасадите на зградите по должина на булеварот Теодосиј Гологанов, граѓаните на овој дел од Карпош добија модерна урбана целина за живење, истакна денеска градоначалникот Јакимовски. Особено ни е драго што ова стана место каде што навечер може да се дружат нашите најмлади жители, тоа представува најголема радост за нив. Граѓаните овде можат по оваа патека која е во должина од 540 метри секој вечер да шетаат, има доста клупи поставено, имаме фонтана поставено, имаме детски игралишта, насадени се некаде над 75 дрва и други аранжмани. Градоначалникот Трајановски напомена дека градот Скопје постојано вложува во изградбата на паркови заедно со општините кои се наоѓаат на територијата на град Скопје. Овој парк представува продолжение на претходните два, Македонија 1 и Македонија 2, кои денеска представуваат едни од најубавите паркови со зеленило и цветни аранжмани во цело Скопје, нагласи Трајановски. Градот Скопје учествуваше со хортикултурно уредување, меѓутоа најголемиот дел од инвестицијата е на општина Карпош и се доби едно навистина прекрасно и убаво каче на кај што може да младите луѓе па и повозрастните во текот на денот, а особено во текот на вечерните часови да се дружат, да се забавуваат и да уживаат во меѓусебното дружење. Овој парк е практично продолжувањето на низата од паркови кој се прави долж булеварот Теодосиј Гологанов, значи се почна од паркот Македонија 1, парк Македонија 2 и овде да речеме 3, доколку не се добие некое поспецифично име. Значи вкупната површина на сите овие три паркови е повеќе од 100.000 метри квадратни. Ова е една од најдобрите инвестиции кои што може општините да ги направат, а тоа е изградбата и уредувањето на парковите. Затоа ние како град Скопје ги поддржуваме секојаш општините во нивните напори тоа да го прават. Нормално покрај нив градот Скопје самоиницијативно на своите делови прави паркови кои што овозможуваат зголемувањето на зелените површини во градот Скопје. Вредноста на овој парк е 38,5 милиони денари, а изведувач е фирмата Лутарика од Скопје. Ние овој дел ќе продолжиме да го развиваме. Претходно имавме направено само две
лулашки, тие видовме дека се малку, сега направивме уште две, повторно гледаме дека се малку. Ќе го зголемиме бројот на лулашките и содржините. Најново е што сега распишуваме тендер, набавуваме некаде 60 лимузини за мали деца на батерии, кои што ќе можат нашите најмлади жители да ги користат без пари, и тоа не само на овој плоштад, туку и кај млечен ресторан, кај педагошка академија, во Карпош 3, на плоштадот во Влаје. Тоа значи дека ќе биде без пари, а одржувањето ќе биде на терет на општина Карпош, и исто така редот ќе го спроведуваат вработени од општина Карпош. Во моментов се гради и паркот на улицата Букурешка, додека на улицата Варшавска е скоро изграден. Заедно за поубаво и безбедно мало е насловен проектот кој ќе се спроведува на територија на општина Центар заедно со оделението за превенција при СВР Скопје. Целта на овој проект е да се заштити урбаната опрема од вандализам и да се спречи континуираното уништување на реквизитите на спортските и детските игралишта. Представници на општина Центар и оделението за превенција при СВР Скопје и полициската станица Центар денеска кај детското игралиште во населбата Капештец ќе одржат средба со граѓани во рамки на проектот Заедно до поубаво и безбедно мало. Целта на овој проект е да се заштити урбаната опрема од вандализам и да се спречи континуираното уништување на реквизитите на спортските и детските игралишта. Една од темите на средбата ќе биде и преземањето на превентивни активности од областа на имотните деликтни кражби во куќи и станови во летниот период. Намерата на проектот е преку едукативни и превентивни мерки, како и со дистрибуција на самолепливи плакати, со назив на проектот да се подигне свеста кај граѓаните. Плакатот ќе се поставува по парковите во општина Центар, каде се застапени реквизитите, урбаната опрема, како и влезовите на зградите, а исто така ќе се закажат и повеќе средби со граѓани на кои тие би имале можност да се запознаат и едуцираат околу содржината на проектот. Општина Центар бара од Балкан Енерджи Груп да ја врати во првобитна состојба улицата Народен фронт. Ова е само најава за веста која следува малку подоцна. Завршен настан во рамки на проектот Преземи акција за подобра конкурентност на пазарот на труд се одржа денеска Црвениот крст на Република Македонија и Занаечиската комора на град Скопје, кој има за цел да придонесе во зголемување на учеството на лицата кои се социјално изолирани на пазарот на труд. На 35 лица кои успешно ги завршија обуките за занаети им беа доделени сертификати во рамки на проектот Преземи акција за подобра конкурентност на пазарот на труд. Целта на овој проект, кој се имплементира 18 месеци, е да придонесе во зголемувањето на учеството на лица кои се социјално изолирани на пазарот на труд и да влијае на намалувањето на невработеноста во Македонија. Секретарот на Црвениот крст на град Скопје Сузана Тунева-Пауновска истакна дека направиле многу, бидејќи 210 корисници биле интервјуирани и им била понудена можност да направат надградба на својот капацитет и да добијат дополнителни знаења за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Од 210 корисници 40 беа селектирани, а 35 лица успешно го завршуваат овој проект и добиваат лиценци за работа. Станува збор за луѓе кои што веќе имаат излезена од онаа дневна рутина на секојдневно ангажирање, излагување на работа, едноставно враќање на својата самодоверба. Денешните лиценци во нивните раце навистина ќе представуваат еден нов момент во нивниот живот, можност за нивно вработување. Тимот на Црвениот крст продолжува да биде нивни ментор, значи остануваме со нив и понатаму на тој начин што би сакале да им дадеме психосоцијална поддршка и можност да им обезбедиме вработување заеднички. Црвениот крст на град Скопје навистина имаше голем предизвик во реализацијата на овој проект. Ние навистина ќе се трудиме и понатаму. Резултатите од овој проект покажаа дека е многу добро да се работи со луѓето, да им се даде можност да се дообразуваат, а потоа многу полесно да излезат на пазарот на трудот. Катерина Димитриевска, која корисник на услугите од овој проект, посетувала обуки за филигранство и вели дека таа желба е имала многу одамна, но поради финансиите не успеала досега да се занимава со овој занает. Нејзина желба е да си отвори сопствено студио за филигранство. Во списокот на сите занаети стоеше филигранот, кој што беше моја желба од многу одамна, меѓутоа поради финансиски потешкоти во животот или можеби немање време или проблеми не успеав јас да го стекнам како искуство занаетот и ова ми даде голема ветер во грбот, да го речам, и еден начин на
на успех во животот. Мојата желба за иднина уствари е отварање на собствено студио. Гледам да се вметнеме во процесот на живење со собствена фирма, собствено изработување, значи само вработување. Од Занајчиската комора на град Скопје истакнаа дека обучиле 35 корисници за различни занаети и понуделе 13 занимања, и тоа готвач, сладкар, пекар, филигранист, фризер, козметичар, шминкер и декорација на ногти, а корисниците сами можеле да изберат што сакаат. Станува збор за една помош за да можат тие да стекнат работни навики, да стекнат вештини и полесно да најдат вработување на пазарот на труд. Проектот е финансиран од Европската унија во рамки на оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013, ИПА компонента 4. Во конкуренција од 33 здруженија и преку 600 учесници од Македонија, пензионерите од Ѓорче Петров беа најуспешни на 15-тата поред ревија на музика, песни и ора која се одржа во Домот на Арама во Скопје. Пензионерите од Ѓорче Петров имаа успешен настап на традиционалната 15-та поред ревија на музика, песни и ора, која се одржа во Домот на Арама во Скопје во организација на Сојузот на здруженија на пензионери на Република Македонија. Во конкуренција од 33 здруженија и преку 600 учесници од сите градови од Македонија, настапот на пензионерите од Ѓорче остави најголем впечаток и ги афирмираа фолклорните вредности на нашиот културен идентитет и македонската традиција од егејскиот дел на Македонија. Пензионерите упатија благодарност до градоначалникот Сокол Митровски што во рамки на своите можности секогаш дава поддршка на активностите на пензионерите од Ѓорче. На предлог на Комисијата на Сојузот на здруженија на пензионери на Република Македонија за културен забавен живот, пензионерите од Ѓорче Петров ќе учествуваат на меѓународниот фестивал во Словенија од 26 до 28 септември, што ги потврдува нивниот успех и искрен придонес во негувањето на богатата македонска традиција и староградски фолклор. Во кои 17 земји може да се добие итна и неопходна здравствена заштита на сметка на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ќе погледнете подоцна во вестите. Општина Центар бара од Балкан Енерджи Груп улицата Народен фронт да ја врати во првобитна состојба. Во спротивно ќе следуваат казни. Како што информираат од општината, делот каде што се вршеле прекопите е пропаднат. Балкан Енерджи Груп, која врши менување на топловодните цевки долж улицата Народен фронт, не го почитува законот за градење и правилникот за прекопи донесен од општина Центар, информираат од општината. Жителите на околните згради на улицата Народен фронт, но и други менувачи се пожалија до градоначалникот на општина Центар Андреј Черновски на катастрофалната состојба во која се наоѓа улицата. Ова е наведено во соопштението од општина Центар. Изведувачот само ја истампонирал улицата и ставил асфалт и затоа досега направениот дел е пропаднат. Надлежниот градежен инспектор на општина Центар донесе решение согласно законот и правилникот Балкан Енерджи Груп улицата да ја врати во првобитната состојба. Доколку не се постапи по ова решение, следуваат казни согласно законот за градење, 9.000 евра во динарска противредност за правното лице и глоба од 30% од одмерената казна за правното лице да му се изрече на одговорното лице. Осигурените лица за време на годишниот одмор итна и неопходна здравствена заштита може да добијат во 17 земји, соопшти Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Граѓаните пред патувањето треба од подрачните единици да побараат двојазичен образец од фондот. Во овие земји не спаѓа Грција. Фондот за здравствено осигурување на Македонија соопшти дека осигурените лица за време на годишниот одмор може да го остварат своето право на итна и неопходна здравствена заштита надвор од територијата на Република Македонија, и тоа во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црнагора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија. Под итна и неопходна здравствена заштита, посочуваат од фондот, се подразбира користење на здравствени услуги, чие што пружање не може да се одложи до планираното враќање во Република Македонија. За таа цел, пред патувањето во странство, осигурените лица на фондот треба да се обратат во подрачната служба на фондот, каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување и да пополнат барање за издавање на двојазичен образец за една од наведените земји. Од фондот наведуваат дека кон барањето се приложува потврда за здравствената состојба, издадена од избраниот лекар и наод,
оценка и мислење на лекарската комисија на фондот. На основа на двојазичниот образец, осигурените лица на фондот ќе можат да користат итни и неопходни здравствени услуги и за истите ќе треба да платат само лично учество партиципација, доколку во законските прописи на земјата во која се престојува е предвидено лично учество. Во спротивно, осигурените лица на фондот не подлежат на никакви трошоци за користените здравствени услуги. Ако осигурениците на фондот за здравствено осигурување за време на летните одмори користат итна и неопходна здравствена заштита во земји со кои Република Македонија нема договор за социјално осигурување, како на пример Грција и Швајцарија, тогаш тие може да се обратат до надлежните служби на фондот заради рефундација на потрошените материјални средства, со соодветна медицинска документација и со фискални сметки за наплатени здравствени услуги, стои во соопштението од Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Од 1 јули на патиштата низ Македонија ќе се воведе летниот времен режим на сообраќај за камиони, со кои се забранува движење на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури. Од задутре 1 јули на државните патишта во Македонија се воведува летен времен режим на сообраќај, со кој се забранува движење на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури, соопшти денеска Автомотосојузот на Македонија. Ограничувањето, што ќе трае до 31 август, во петок ќе биде од 17 до 22 часот, во сабота од 9 до 18, а во недела од 9 до 22 часот. Во деновите со екстремно високи температури определени од Министерството за здравство, забраната ќе важи од понеделник до четврток во период од 11 до 17 часот. Ограничувањето не се однесува на возила кои превезуваат животни, цвеќе, хуманитарна помош, жито и житни култури и лесно расиплива стока, нафта и нафтени деривати, превоз на опасни материјали и возила кои вршат превоз за компании кои имаат склучено договори за изведување на проекти на државните патишта со јавното претпријатие за државни патишта. Како што информира Автомотосојузот на Македонија, од 1 јули до 1 септември годинава ќе се применува времен режим на сообраќај на магистралниот пат А2 делница Скопје-Охрид-Скопје, со кој се забранува движење на тешки товарни возила чија вкупна маса надминува 7,5 тони за време на викендите. Забраната е предвидена во петок да трае од 15 до 22 часот, во сабота од 7 до 12 и од 18 до 24 часот, а во недела од 7 до 22 часот. Објавен е јавен повик за аплицирање на лица постари од 16 години кои сакаат да бидат волонтери во фан зоните за УЕФА Суперкупот, кој ќе се одржи на 8 август во Скопје. На 8 август, за време на Суперкупот меѓу Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед во Скопје ќе бидат поставени 3 фан зони, каде љубителите на фудбалот ќе може да се забавуваат во исчекување на големиот надпревар. За перфектна реализација на престојните настани во самите фан зони се потребни голем број волонтери кои ќе бидат клучни за самата организација на истите, соопштија организаторите. За таа цел се објавува јавен повик на кој заинтересираните може да аплицираат и да го пополнат прашалникот за интерес. Секој волонтер ќе добие рекламен материјал, мајца и капче, како и благодарница за волонтирање. Волонтерите треба да се постари од 16 години и да исполнат одредени услови кои се наведени во апликацијата. Ова е одлична можност за младите лица да се стекнат со незаборавно искуство во фан зоните на двата најголеми фудбалски клубови во Скопје. Рок за пријавување на волонтерите е до 10 јули. Македонија од денеска до сабота ќе биде зафатена од високи температури од портокалова фаза. Температурата на одредени места се очекува да го надмине 40 степен. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, топлото време ќе се задржи до недела попладне, кога поради брз продор на влажна и посвежа воздушна маса од север, се очекуваат врнежите од дождот, грмежи, засилен северен ветер и значително опаѓање на дневните температури. МТМ Метео е во продолжение.
Со македонски пасош без виза може да се патува во 108 земји, што ја рангира Македонија на 40-тото место во светот на годишната листа на Паспорт Индекс. Најценети патни исправи имаат Германија и Сингапур и со нив може да се патува без виза во 159 земји. Со ова информација ги завршуваме денешните вести, а повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.